Од тие што треба да бидат најсолидни домакини, не може да се очекува во кризни моменти да се однесуваат како гости. Наместо да ги приберат сите во Народниот дом, тие како најголеми шеткачи се пикаат секаде, па дури и таму каде што реално, а и според нивните кажувања, веќе не име ни место. Што барате вие таму? Ја не барам ништо, ме повика. Таа институционална инсуфициенција е предизвик за секој што се соочил со нив, особено кога нивните улоги се уште и непрецизирани, да се ги реплицираат ингеренциите, а граѓаните на кои им се потребни се третираат како топчиња кои се префрлаат од едната на другата страна, преку мрежата на одговорност. Значи како пинг-понг ми направија. Од ЈПДП локална самоуправа вика ЈПДП. Оваа пат позиција во која се фатени граѓаните е разбирлива. Тешко е да се биде на власт. Проблемите натежнуваат до таа мера што на моменти се губи контактот со реалноста, па е потребен дури и сериозен напад, за да се свати како не е можно таа да прецизира ниту точен датум или можеби некои сегменти од неа живеат малку побрзо од другите, па и таат бројки 1:2, веројатно сакајќи да кажа дека деновите за нив се подолги или стануваат се пократки. Денеска е 9 и 10 мај. Денеска е 9 и 10 мај. Некои пак не можат или намерно не успеваат да ја погодат годината, оти за да се сгреши за една е до некаде во ред. Ама времето да се враќа наназад за 2 години и тоа со тенденција да се акцентира како актуелно, тогаш причината не е необјаснива. Немарноста е исклучена. Се работи за школски пример за дезинформација. А среде пандемија, штипскиот градоначалник Благој Бочварски испрати честитка по повод 9 мај на која стои тој самиот, држи говор, а зад него без маски и без социјална дистанца стојат намалку 20 млади луѓе. Зошто Бочварски не ги почитува уредбите и мерките на владата? Ке биде ли казнет за овој потек? Потезите кои политичарите ги влечат, а реперкуираат со казни, најчесто служат за легитимација и етаблирање. Иако подоцна ќе се крепат на лимитираната слобода на говорот или на политички прогон, сепак тие храбро со цел да залепат повеќе приврзаници, делуваат како судски неостик кој на противниците веќе им донесе ќар, а се најавува и нова перспективна инвестиција во нив. Со еден криминалец бев веќе на суд за чест и углед, тоа е Вице Заев. Со втор криминалец сега сум на суд, тоа е Зоран Заев, исто за вака за чест и углед во наводници. Еве и со трети ќе одам на суд, исто за чест и углед. Да ви кажам искрено, ми ласка што најкриминогените луѓе во држава сакаат со мене да се видат на суд. И на крајот, кога конечната пресуда ќе стане правосилна. Каква корона, какви бакрачи, дека само ти имаш заштитна маска. Корона. И таа политичка игра, корона. Иако се уште не е, експоненцијалната крива расте, а според очигледните примери, политичките играчи до избори, до крај ќе си ги симнат маските. Короната, како и политиката, е сепак вирус, а играњето со него е заразно за оние што немаат стекнато имунитет.